На лидерска средба да се договори што понатаму со специјалното јавно обвинителство, бара опозицијската ВМРО-ДПМН. Остануваат на ставот дека и овој пат треба да има договор, исто како и пред 4 години, кога се формираше СЈО на пржинските средби. Формирањето на специјалното јавно обвинителство беше политички чин, консензуално договорен и поддржан од сите политички партии. По основ на истиот ќе треба да има дополнително разговори помеѓу лидерите на политичките партии, за да можеме да го заземеме ставот и да го кажеме нашето мислење. ВМРО-ДПМН како политичка партија побара да јавниот обвинител се донесе на предлог на опозицијата, за тоа се уште не е разговарано. ВМРО-ДПМН кажа дека во понатамошниот тек на реформските закони нема да учествува, овие кои што беа вчера на седница ги гласавме, затоа што претходно беа спремени. Од ДУИ од СДСМ велат дека коалицијските партнери го усогласиле конечниот текст на законот за јавно обвинителство, но дека е битна поддршката од сите пратенички групи во собранието. Треба да изнајдеме заедничко решение кое што ќе го поддржа сите политички партии. Сметам дека консензус може да се изнајде и во собранието во рамките на парламентарните групи, но е битна поддршката од сите политички партии и јас сум убеден дека и ВМРО-ДПМН како што го направи тоа во 2015 година, ќе го направи оваа година. Имајќи во предвид дека ова исто многу важен и да не речам прилично клучен закон, кој што ќе овозможи борба, понатамошна борба со високата корупција, очекуваме широк консензус, бидејќи до сега барем не слушнавме ниту еден политички субјект да каже став дека е против борбата со високата корупција. Поддршка за законот најавија и од опозицијската БЕСА. Очекуваат неселективна борба против организираниот криминал. Ќе поддржиме секоја институција која ќе се бори против корупцијата и организираниот криминал, но тоа на суштински начин, не само проформа, не само со законските измени, но со зајакнување на капацитетите на институциите, со вистински луѓе, со луѓе кои на вистина имаат добра волја да се фатат у коштец со борбата против корупцијата и организираниот криминал. Од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН велат дека ќе почекаат прво да го видат законот, па потоа да го кажат конечниот збор. За да се изгласа законот, потребно е двотретинско мнозинство, односно 81 пратенички глас.